Добро вечер и убава вечер. Добивме неколку пораки, добивме и неколку коментари и поради тоа што не бевме во можност да ви го поедноставиме сето тоа утрово, а е поврзано со една голема истражувачка дејност која што ја започнавме од првиот ден. Како најпрво, доказите кои што ги бараат одредени новинари, за кои што истите тие си го признаваат само своето, еве, и ние се држиме на нашето, и она кој што ние го правиме без подкрепа од никого. И никого не споменуваме и од никого не бараме. Едноставно, сето тоа ние го правиме како родители. Смешно е ова што слушам од новинариве. Јас ги повикувам 100% новинарите во колку го слушат моето видео и доколку се во можност да им го дадеме целото наше откритие кое што е поврзано со кочани, од кои што црпат информации многу новинари. А доказ е следниот. Не мора да чекаме на обдукцијските извештаи да ни кажат дека 50 жртви починале од цијанов водород. Ние тоа го кажавме уште првиот ден. Ние работевме. Ние доставивме докази до сите. Ама никој не сакаше тоа да го презентира. Дали беа потребни 9 месеци да дојдеме до заклучок, до еден од штетните гасови цијанов водородот, кој што ние го кажавме уште првиот ден. И овие новинари треба да бидат благодарни на нашата истражувачка дејност. Затоа што во една детективска истражувачка дејност е најтешко да почнеш од некаде. Тие почна од таму, каде што ние тоа го кажавме од првиот ден. Многу е лесно кога ќе имаш одреден доказ, кога некој ќе ти го сервира и ти веќе одеш по тој доказ. Значи, многу е лесно потоа да прашаш директорката на здравствен дом Кочани, да прашаш некој кој што присуствувал на таа кобна вечер, да прашаш некој лица од Министерство за здравство, да прашаш одредени лица кои што биле во тој кобен, во таа кобна вечер. Но ете, јас сум среќен и покрај тоа, што никој не сакаше да ја прифати нашата иницијатива за цијанов водородот, кој што прв излегува на површина. Но дали цијанов водородот само потекнува од сунгирот? Допрва ќе го докажеме сето тоа. Дали сунгирот ќе достигнува таа голема и силна температура над 2000 степени Целзусови? Допрва сето тоа ние треба да го ставиме на маса и сите заедно обединети да ја истражуваме целата ова дејност. Многу работи има кои што се премолчуваат. Ние ова не го правиме за нас. Ние ова го правиме за хероите. А хероите са овие деца кои што биле таа кобна вечер во дискотеката, која што работела на црно. И покрај тоа, што системот дозволил да има преку 300 малолетници
и каде што ниту еден родител не застанал од нас да ја признае вината како што јас во некој претходни видеа признавав мојата вина. И дефинитивно треба закон за малолетници. И то најбрзо што може, за да одговараме ние родителите. Закон за малолетници. Тие деца се херои. Затоа што во трката секој кој треба да биде виден ни починаа поголемиот број. Најстрашното денес е трката да бидеш виден. Дали знаете што е тоа? Дали знаете во кој свет дојдоа нашите деца? А тоа е доказ преку кочани. Новинариве можат да се лутат колку сакат. Можат да велат дека немаме докази. А ние истото го кажувавме уште првиот ден за цијановодородот, кој што тие денес го промовираат. И затоа мораме да се бореме, да го одметнеме она од умот на децата кои што некои го создадоа. Дека треба уште на 15 години да биде виден. Во кафичи, во дискотеки, и да не се вадеме дека ова било концерт и затоа имало малолетници. Секогаш имало малолетници во дискотеката. Прашајте го Деко, не газда Деко. За мене Деко е потрошен материјал на некои други кои што се тука присутни. Ние мора да ја доставиме на нашите деца. Иако е многу тешко денес, дека не е стилот на животот да бидеш виден. Тоа значи дека треба да бидеш во некоја мода, па дури и ако ѓаволот или сатаната ја таа мода направил, ти ќе одиш по таа мода. Да бидеш виден. Дека ти не си никој ништо, ако не шмркаш кокаин. Тоа мора поткитно да прекине. Затоа што ниту еден од новинарите овие 9 месеца не ја спомна ниту дрогата, ниту цијановодородот, ниту една друга работа од каде што се создава големо количество на цијановодород. А најмалку Кочанскиот јавен обвинител. Крим техника треба да ги достави сите докази. И крим техника треба да ни даде дознание од каде и од што се создала таа толку висока температура. Затоа што гледаме дека овде постојал бакарен бик. Затоа што гледаме дека овде има многу лица, и сите лица не се испечени. Како што велите, ама јас велам, се испечени, а не изгорени. И затоа, овие 9 месеца, се мислевме да ви ги пуштиме сликите, каде што во едно видео само пуштивме слика од покојниот Андреј од ДНК, каде што јасно се гледа дека неговата смрт настанува од гушење и од големата температура. Затоа новинари, вие кои што барате докази, барајте ги повеќе доказите што може да направи дупка во покривот на тој азбестен покрив. Барајте ги доказите, освен цијановодородот, влакната од азбестните табли на тој азбестен покрив што може да направи. Со вадење и со криење и со понижување, кого демнете и од кого добивате информации, нема да се спасете вие 100% новинарите.
Затоа што има нешто многу поголемо од сите нас. А тоа е Бог, и Бог на сите ќе им ја каже вистината. Бидејќи на максимот на темнината и на денот на раѓањето според Владо Павлов е нешто најбезобразно што се случило за Бог. Јас во некој друго видео ќе ви ги представам и комуникациите уште во првите месеци со председателот на ова здружение Ацо Пјаца, каде што молчи и каде што денес кажуваат за цијановодородот. А ние уште првиот ден му дадовме се. Ја насочивме целата вистина каде да ја барат правдата за овие херои. Запомнете, херои са децата, кои што загинаа од стилот на животот кој што им е наметнат да бидат видени. Да бидат видени е најголемиот виновник на убиството на овие деца. А Кочани може колку сака да се крие. Пола Кочани и више знаело дека има рација. Едни од други си дошепнувале, едни од други велеле не ги пуштаме или ќе ги пуштаме. Кочани, времето е дојдено да се минувате. Затоа што сето ова што се случи и што уште ништо не е сменето во тој град мој, треба најхитно да се преземе иницијатива. Затоа што она што е содадено од Слободан Милошевиќ изгледа многу е зацементирано во Кочани. А тоа е сите да работат заедно. И министерство, и полиција, и подземје. И тука треба да ја насочиме целата енергија. Ние, родителите, ќе се бориме до крај против оние кои што се обединиле. Колку и да е бедно и жално, дека оние кои што се најинволвирани ги нема на обвинителната клупа. А ние ќе се бориме и ќе ви докажеме. А вие новинарите, лутете се колку сакате сите. Затоа што прво треба за таа работа да бидете детективи. Второ, треба да знаете и некои други работи. Трето, 9 месеци. 9 месеци да не верглате како едни прсаколки пробиле најпрво глетуван зид или абрип, па потоа ги пробиле оние гипсини картони. И на крајот дојделе до Сунгерот. Како ќе го докажете сето тоа? Сите вие кои што 9 месеци не верглате со едни прскалки. И вие во Кочанското јавно обвинителство, како ова ќе го докажете? 9 месеци верглате со едни прскалки. А денес борете за цијановодород, кој што ние го кажавме на 17 март, еден ден после кобната вечера. Сунгерот, да, создава цијановодород, ама не во толку големи количини. И нешто друго, по сите докази го создава цијановодородот во големи количини. И кои што го штитат, затоа што Пандорината кутија со цијановодородот ќе отворе многу докази, бидејќи
Со прскалките имаме несреќен случај, а со цијановодородот имаме нешто друго. Откако ќе ни докажете дека прскалките го пробиле глетуваниот зид, спуштениот таван, отколку дека прскалките ги пробиле гипсените картонски табли и на крајот дошле до сунгерот. И не манипулирате дека сунгерот вие новинарите, дека истиот сунгер е од 2012 година. Па како тој исти сунгер засметал на Радко, кој што не можел да ги успие неговите внучиња кога биле на гости кај него, а живее во близина на Пулс. Дали овој сунгер е ставен поради поплаките од Радко и е ставен со реновирањето? Но, дали сунгерот може да достигне температура над 2000 степени Целзусови? Ајде кажете вие новинарите, пошто ние немаме докази. Вие имате докази за се. Или имате докази само да манипулирате јавноста и да го заштитите главниот виновник? И зошто јавно обвинителство уште од првиот ден почна со прскалките? И зошто не е направено детално истражување на крим техника од ОВР Кочани? Размислете сите заедно. Јас ќе повторам уште некои работи од новинарите, кои што секако ги прифаќам, затоа што не се разликуваат од моите докази од првиот ден. Умираа и во комбе, и пред лифтови. По скали, секаде умираа. Зборуваа и паѓаа и умираа. Ова нема да ни е првата, ни последна необична смрт, што медицинскиот техничар Зоран Попов ќе посведочи таа ноќ. Не гледале оган, а гореле. Ако ги погледнете фотографиите од вештачењето на облеката на починато лице, ќе забележите црни капки. Дали тие црни капки се од топење на железото? И која температура треба да достигне железото за да дојде до топење? Или тие црни капки се од сунгерот? Секој самиот нека утврди. И продолжувам. Еве, погледнете. Само пренесувам нешто што е пренесено. Погледнете ги овие црни капки.